Драги гледачи и драги пријатели, благодарен сум на Бога што можеме повторно да размислуваме за овие теми, кои сметам дека се животно важни за нас во ова последно време. Денешната тема носи наслов "Подигнете го својот поглед". Денес, кога Библијата јасно не открива дека живееме во последното време и дека со голема брзина се приближуваме кон самиот крај на земната историја, каде треба да биде насочен нашиот поглед? Но пред да продолжиме понатаму со нашето проучување, сакам да се подсетиме на главните нешта од темите што ги минавме до сега. Во нашето прво проучување, во кое време живееме, од Библијата откривме дека ние навистина живееме на самиот крај на земната историја и дека скоро Господ Исус повторно ќе дојде. Видовме исто така дека единствениот извор од каде можеме да ги добиеме вистинските пораки, да ја примеме светлината и вистината е Библијата и нашиот Спасител Исус Христос. Во ова време, кога до нас доаѓа толку многу информации, ние можеме единствено со сигурност да се потпреме на Библијата и да гледаме во нашиот Спасител Исус Христос, знаејќи дека Тој е единствениот пат, вистина и живот. Во второто проучување видовме дека големите библиски и историски личности го победиле стравот и стекнале непоколеблива вера и доверба во Бога, кога почнале да ја проучуваат Библијата и во неа го нашле Господ Исус Христос. Решиле и му го предале својот живот на Христа. Тие верувале во секој збор што Бог им го кажува и оделе по патот на верата. И како што пишува во Евреите 11 глава, тие со вера победиле и станале наследници на ветувањата и вечното наследство. Нивниот страв бил заменет со непоколеблива вера. Во последното предавање, Библијата не откри дека единствената сигурност во овој несигурен свет е повторно нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Ние сме сигурни кога го предаваме нашиот живот на Исус Христос да Тој го води. Денес ке размислуваме за еден животно важен совет, што нашиот Спасител Исус им го дава на своите ученици, а и на нас, кога ги открива знаците на последното време и знакот на неговото второ доаѓање. Еве како е тоа запишано во Светото писмо. Луѓето пак ќе умираат од страв и од исчекување на она што ќе го снајде светот, зашто и силите небесни ќе бидат разнишани. И тогаш ќе го видат Синот човечки како доаѓа на облаци со голема сила и слава. А кога ќе почне тоа да станува, исправете се и подигнете ги главите своји, зашто се приближува вашето избавување. Им ја кажа ова парабола. Погледнете ја смоквата и сите дрвја, кои ќе видите дека потеруваат, сами знаете дека летото е веќе близу. Па така, кога ќе видите дека станува ова, знаете дека се приближи Царството Божјо. Небото и земјата ќе поминат, но зборовите мои нема да поминат, кажува нашиот Спасител. Да видиме што сака да ни каже Исус. На крајот тој ги уверува своите ученици и нас дека неговите зборови нема да поминат. Тие се утврдени за секогаш. Тоа значи дека кажаното од Исус сигурно така ќе биде. Тоа е пророштво кое не може да се промени. Потоа не уверува со зборовите. Кога ќе видите дека станува ова, знаете дека се приближи Царството Божјо. Со други зборови, доаѓа Господ Исус да стави крај на овој свет на грев и да го воспостави своето царство, Божјото царство. И кога луѓето на земјата ќе живеат во неизвестност и страв, кога се исполнуваат знаците на последното време, тогаш е близо Божјото царство, второто Христово доаѓање. И тогаш, во контекст на тие зборови, Исус го дава тој силен и животно важен совет. А кога ќе почне тоа да станува, исправете се и подигнете ги главите своји, зашто се приближува вашето избавување. Денес ке размислуваме за тој животно важен совет. Што сака Исус да ни каже? За да имаме појасна представа, ние ќе направиме наш превод на овој текст директно од старогрчки јазик. Текстот е вака запишан во изворните преписи на Библијата. А кога сето ова ќе почне да се случува, застанете исправено и подигнете ја нагоре главата своја, зашто е многу близко вашето откупување, вашето спасение.
Тоа значи да застанам вака и главата да ја насочам во овој правец. Тоа е значењето на тие зборови. Ако ми е главата така подигната, каде е насочен мојот поглед? Што гледаат моите очи? Гледаат горе, гледаат на небото, а не на земјата. Апостол Павле дава сличен совет со зборовите: и така, ако сте воскреснале заедно со Христос, барајте го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислите за небесното, а не за земното. Односно, ако точно се преведе од старогрчки јазик, тој не повикува да го фиксираме својот ум горе на небото, а не на земјата. Каде треба да биде насочен мојот поглед? Мојот ум. Дали нашиот поглед, нашиот ум е насочен надоле, овде на земјата, или горе на небото? Што тоа значи? Психолозите и истражувачите на Библијата се служуваат дека човекот се претвора во она што размислува. Филозофот Фридрих Ниче дошол до следниот заклучок: оној што долго време се бори со аждер, самиот на крај се претвора во аждер. И ако гледаш доволно долго во бездната, бездната ќе те проголта. Еден друг писател на духовна литература кажува: закон на нашата интелектуална и духовна природа е да се менуваме во оно што го гледаме и го наблюдуваме. Умот постепено и неприметно се адаптира, се прилагодува на нештата на кои е насочен да се задржува. Тој се асимилира, се претвора во оно што е навикнат да го сака и да го почитува, бидејќи таму гледа. Причина за една авионска несреќа во која загинале 150 патници, а преживеле 12 патници заедно со пилотот, било погрешното гледање на пилотот. Додека летале на синото небо, на контролната табла на авионот почнало да свети една црвена ламбичка. Пилотот го насочил погледот кон тој црвен сигнал и почнал да размислува што тоа може да биде. Разумот му кажувал дека нема причина да го насочува погледот таму, туку треба соодветно да реагира. Но за жал, тој дозволил тој сигнал да го привлекува неговото внимание. Почнал се почесто да погледнува таму. По некое време сигналот почнал да трепка. Тој го вперил погледот во тој светлосен сигнал, бил како хипнотизиран и изгубил ориентација за целата ситуација. Дека тој е оној што управува со авион кој носи голем број на патници. И изгубил контролата и авионот удрил и се разбил на една карпа. По истрагата било утврдено дека црвената ламбичка почнала сама да свети, иако авионот бил во потполно исправна состојба. Драги пријатели, дали ќе дозволиш твојот поглед да биде насочен кон измамните нешта овде на земјата? Дали ќе дозволиш да го изгубиш од поглед Исус, неговата бесконечна љубов и сила и небесната реалност? Ние се наоѓаме во голема духовна борба. Апостол Павле во Библијата таа борба ја опишува со следните зборови: облечете се во сето оружје Божјо, за да се одржите против ѓаволското лукавство. Зашто нашата борба не е против крв и тело, туку против началствата, против властите, против световните управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобата. Во книгата Копнежот на вековите, ви ја препорачувам таа книга, многу современици признаваат дека е најдобриот бестселер кој го опишува Христовиот живот и дела овде на земјата. Во таа книга се запишани следните зборови: часот на проверка брго се завршува и секој случај набргу ќе биде решен за вечноста. Сатаната гледа дека неговото време е кратко. Тој ги ставил во движење сите своји возможни сили со цел луѓето да ги измами, да ги заведе, да ги задржи во својата служба, да ги залуди, да ги занесе додека денот на проверка не помине и вратата на милоста не се затвори за секогаш. Зошто сатаната го прави тоа? Зошто се труди со сите своји возможни сили да ги измами, заведе, залуди и занесе луѓето? Тој многу добро знае дека ако човекот го насочи својот поглед кон Христа и почне да го бара Христа, тогаш неговата сила ќе биде скршена. Нашиот Спасител кажал: и како што Мојсей ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот човечки, нашиот Спасител Исус Христос. Тој треба да биде издигнат на крстот, за тамо да го даде својот живот за мене и за тебе.
Исус продолжува и кажува: и кога јас ќе бидам издигнат од земјата на крстот, сите ќе ги привлечам кон себе. Ако човекот го насочи својот поглед кон горе, ако почне да гледа во Христа, ако го насочи својот поглед кон Христа, почне да размислува за неговата бесконечна љубов, за жртвата на крстот, и тогаш, кога ќе почне да му се открива планот на спасението, тој ќе види што направил и што прави Господ за него. Тогаш човекот ќе биде силно привлечен кон Христа. Тој ќе ја спознае Божјата љубов. Тогаш силата и моќта на сатаната на човекот ќе биде скршена. Тоа е од она што сатаната најмногу се плаши. Токму затоа тој се труди со сите своји возможни сили да ги измаме, заведе, залуди и занесе луѓето, за да не го подигнат својот поглед, да не го побараат Христа и да не ја видат реалноста. Додека Исус, мене и тебе, пријателе, не повикува да дојдеме кај Него, да ги ставиме сите грижи на Него, за да примеме мир, бидејќи тој е смирен по срце. Во исто време сатаната постојано се труди да не заведе, да не измами, да не залуди, за да не дојдеме кај Христа. Штом сатаната со сите своји сили на измама и хипноза и со сите други возможни средства се труди да го отстрани нашиот поглед од Христа и да не задржи во своја служба, што треба ние да правиме? Не можеме да седиме пасивни и да дозволиме да не понесе струјата на реката на овој свет кој оди во пропаст. Затоа Господ Исус преку апостол Павле ни ги упатува и на нас, на мене и на тебе, овие зборови. Бори се во добрата борба на верата. Освои го вечниот живот за кој си и повикан. Тој ни укажува на тоа дека ние треба да одлучиме да го бараме Христа. За тој да ни помогне, да го фиксираме нашиот поглед на Него, да го насочиме кон горе, кон небесните нешта. Дали можам да живеам на земјата и да гледам горе, на небесните нешта? Многу често сум слушал ваква изјава. Но ние живееме на земјата и мора да се прилагодиме на нештата овде за да можеме да живееме. Но, кога кажуваме такво нешто, треба да се сетиме дека Библијата, Божјото Слово, ни дава потполно спротивна слика. Бог преку апостол Павле ни зборува на следниот начин: не сообразувајте се со овој век, туку преобразете се со возобновување на вашиот ум, за да можете да испитувате и осознавате што е волјата Божја, што е добро, благоугодно и совршено. Нашиот ум може да се преобрази единствено ако го отстраниме од измамничките нешта на овој век и го насочиме кон горе, да почне да гледа со вера во небесните нешта и да размислува за нив. Само на тој начин можеме да ја осознаеме Божјата волја, што е добро, што е благоугодно и што е совршено. Апостол Павле ја дополнува ова вистина и јасно изјавува дека нашето жителство, нашето живење не е на оваа земја, туку горе на небото. А нашето жителство е на небесата, од каде што го очекуваме и Спасителот, нашиот Господ Исус Христос. Драги пријатели, сега е времето да си го поставиме следното прашање. Која е целта на мојот живот? Бог не повикува денес да поставиме висока цел на нашиот живот. Многу библиски личности го направиле тоа. Кога го фиксирале својот поглед на Христа, силата на измамата на овој век била скршена и тие со вера почнале да ја гледаат небесната реалност. Христос, кој сега бил нивен спасител, потполно го променил нивниот живот. Нештата кои се овде на земјата го изгубиле своето значење, а измамите на сатаната ја изгубиле својата сила. Апостол Павле го имал тоа искуство и тоа било за него нешто толку големо што кажува: а јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, а тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божи, кој ме возлюби и себе се предаде за мене. Исто така ги додава и следните зборови: а на мене да не ми даде Господ да се фалам со ништо друго, освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого за мене светот е распнат, а и јас за светот. Тој ја искусил реалноста на небесниот свет. Сетете се на Никодим. Библиската историја не открива дека по смртта и воскресението на нашиот Господ Исус Христос, Никодим продал се, бидејќи бил богат, продал се и дал за напредок на Божјото дело.
Да се сетиме на Стефан. Кажува, а Стефан исполнет со Дух Свети, кога погледна кон небото, ја виде славата Божја и Исус како стои од десната страна на Бога. И рече, еве ги гледам небесата отворени и Синот човечки како стои од десната страна на Бога. Сите овие луѓе од искуство ја сватиле смислата на животот. Тие решиле да не живеат веќе за себе, за овој свет, тука се подготвувале за небото, за Божјето царство. Го насочиле својот поглед кон горе, го насочиле во Исуса Христа. Истото може да се случи и со нас. Денес пред нас Исус го става истиот избор. Денес во ова последно време Господ ни кажува: а кога сето ова ќе почне да се случува, застанете исправено и подигнете ја нагоре главата своја. Зашто е многу близко вашето спасение. И додека размислуваме за овие нешта, да се сетиме дека овие библиски личности што ги спомнавме го направиле правилниот избор. Денес е ред на нас да направиме исправен избор. Кажемо на Господа: Господе, јас верувам дека тоа е Твојот совет што Ти ми го упатуваш денес. А тоа е да го насочам мојот поглед кон горе, кон Тебе. Те молам, Господи, помогни ми тоа да стане реалност во мојот живот. Кажи, Господе, се Ти предавам на Тебе, бидејќи само Ти можеш да го водиш исправно мојот живот. На крајот ќе завршиме со молитва. Господе, јас разбирам дека денес живееме во такво време во кое Ти ме повикуваш да го подигнам својот поглед и да го насочам својот ум кон Тебе. Те молам, Господи, помогни ми тоа да стане реалност во мојот живот. Те молам, Ти ме води и Ти ги скрши силите на измамата на овој свет и ми помогни, Господи, да ја гледам небесната реалност. Да можам да ја спознам Твојата љубов и да можам, Господи, од искуство, исто како и апостол Павле и сите други библиски личности, да ја сватам смислата на животот и да можам, Господи, да живеам вистински живот. Со мојот поглед подигнат во вистински правец. Те молам, Господи, води ме и чуј оваа молитва во името Христово. Амин.